Во услови кога државата бележи значителен пораст во извозот на земјоделски производи, а Македонија важи за квалитетна и конкурентна земја со препознатливо производство кое ги освојува и странските пазари, проблем број 1 останува недостатокот на работна сила. Младите бегаат од нивите, земјоделството не им е привлечна стопанска гранка. Интересот за враќање во руралните средини исчезнува. Штом ќе заминат во средно училиште, веќе никој не се враќа во средините во кои што живеат, покажуваат студиите кои ги спроведе Земјоделскиот факултет во Скопје. Загрижува и поведението на нивните родители. И во некои разговори со нивните родители, тие ги охрабруваат своите деца да не се вратат во руралните средини, бидејќи најголем проблем кој што беше посочен е дека руралната инфраструктура не постои, исто така не постојат основни работи кои што би ги повлекле назад младите. На работата е дали треба да се инвестира во средини во кои што веќе нема луѓе, бидејќи тие се големи инвестиции, а од друга страна па младите си одат бидејќи нема инфраструктура. Миграциите се комплексен проблем не само кај нас, туку и во Европската Унија, а посебно се изразени во земјите од Западен Балкан. Проблемот со депопулацијата, односно напуштањето на руралните средини е сериозен. Една од причините е и таа што одржливоста на малите семејните земјоделски стопанства не може да обстои. Нашиот фокус треба да биде насочен токму кон малите земјоделски производители, малите земјоделски стопанства кои што доминираат, особено во нашата земја, и кои што практично се суштината на земјоделскиот сектор. Семејните земјоделски стопанства се мали со мал посед, во просек од по 1,5 хектар, за разлика од 90-тите години, кога сме имале земјишни капацитети од преку 660.000 хектари. Денес, според статистичките податоци, имаме околу 515.000 хектари обработливо земјиште. Во овој долг повеќе децениски низ, напуштени се близу 150.000 хектари. Државата издвојува сериозни средства за поддршка на земјоделството, но нема брзи решенија во оваа стопанска гранка, истакнуваат универзитетските професори. Министерството за земјоделство веќе превзема чекори, кофинансира разни сектори во земјоделството со цел да се зајакне домашното производство. Кофинансирањето се однесува на набавка на механизација, обезбедување грантови во делот на производството од мал обем на производи.